Габровскиот чај е еден од најлековитите и најароматичните чаеви на овие простори. Чајот расте во планинските предели на цело Габрово, пошто е го добил името. Неговиот фармацевтски назив е познат по латинското име Сатуреа subspicata varietет македоника. Додавката вариетет македоника му ја даде примариус магистер Илчо Захариев, кој за габровскиот чај вели дека е еден од најароматичните чаеви на овие простори. Значи, кога отидете на пазар во Делчево сабота, првата работа ќе ви падне дека голем број на луѓе од село Габрово и од село Ветрен продаваат еден чај врзан во снопчиња и го викаат габровски чај или чај од планината Планица. Вариетет македоника името и го дадов јас затоа што име на бугарска територија, па Бугарија се и крсти Булгарика. Инаку да кажам дека тој е многу автентичен чај, расте на карпистите делови, каде има карбонатни карпи. Проблемот е во тоа што постепено се искоренува, затоа што луѓето берат со корен, а таа е повеќе годишно растение. Ако вие откорнете едната година нема да најдете на тоа место. Инаку представува едно од најароматичните наши лековити растенија, има многу етерно масло, концентрација на етерно масло се движи некаде од 0,5 па до 2%. Јас свршив испитување на тоа лековито растение во алкалоид и покажавме дека поароматичен чај од тоа растение нема. Според примариус магистер Захариев, габровскиот чај е природен антибиотик и лек за многу болести. И во тоа етерно масло има две хемиски соединенија, деривати на фенол. Тоа е тимол и карвакрол. Значи во етерното масло ги има над 50%, а тие се природни антибиотици или фитонциди. Така да, кога ќе отидете во Делчево да го купите чајот, ќе ви кажа дека со ајвар е најдобро да се пие чај, габровски чај, нели? А јас тврдам дека за лекување на градни болести. Значи дали е бронхит, бронхијална астма, дали имате сува каштица, при појава на синузити, дали се максиларни, потоа при воспаление на грлото, воспаление на жлебините, пролив, представува извореден чај. Чај кој подобра имунитетот и отпорноста и верувам дека сите оние што го пијат тој чај во зимскиот период ќе има добар имунитет, нема да се разболат од грип, ниту сезонски респираторни заболувања. Цветовите може да бидат и бели, и виолетови, но и црвени. Со текот на времето оксидираат, така да кога вие ќе го направите чајот, према убава жолтеникава боја, па бојата постепено на чајот темнее, но неговата лековитост е навистина огромна. Мораме да го зачуваме за идните генерации, бидејќи тоа е вариетет кој има само таму. За да се зачува за идните генерации, фармацевтите советуваат овој чај да не се бере од корен, бидејќи доколку се бере на тој начин идната година чајот нема да може да се најде на местото каде е набран.